12 часот и 40 минути, повторно сме назад во студиото на емисијата во ТЕК, каде што продолжуваме понатаму со темите кои што ги отворивме во првиот дел од оваа емисија, односно на самиот почеток на емисијата во ТЕК, а станува збор за загадувањето, односно денес загадувањето е намалено по големите реакции на граѓаните, едната тема на која што може да зборувате и втората тема исто така поврзана со загадувањето, меѓутоа со на токсична печка за која што доста граѓани во Македонија реагира на социјалните мрежи и го споделува текстот на британскиот Guardian, кој што уште во 2001 година впрочем пишуваше за оваа донација од британците во Македонија за печката која што всушност е наменета за горење на медицински отпад и за некомплетната печка, односно и за тоа колку всушност ваквото користење на печката може да влијае штетно врз здравјето на граѓаните. Токму затоа денеска решивме да ги поставиме овие две теми и останатите прашања на кои што би сакала да го слушнам вашето мислење, дали воопшто треба во иднина да прифаќаме донации од ваков тип, колку треба да ги проверуваме сите овие донации пред да пристигнат кај нас во Македонија и дали сметате дека после големите реакции на граѓаните за загадувањето се случува нешто за што можеби и можеме само да претпоставуваме. Секако во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на колегата Сунај Сабриовски, кој што се имитуваше во вчерашниот дневник, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото. Во Скопје се потешко се дише. Енормното загадување улива рекорди. Неколкукратно над дозволените граници е загадено во Лисиче со 313 микрограми на метар кубен, но и во останатите скопски општини. Загаден воздух дишат и граѓаните на Тетово и Битола. Граѓаните загрижени велат загадениот воздух влијае на нивното здравје. Дел се приморани да се движат и со заштитни маски. Катастрофален. Како што можете да видите, па на што се должи не знаеме, но маската покажува дека мора да се носи. И самите статистики. Катастрофа. Пробам да не дишам воопшто, ама се осеќа некој мирис. Не знам, нагорено нешто. Комуналните инспектори изрекле 4 казни за палење отпад, од кои 2 се изречени на физички, а 2 на правни лица. По дојава на граѓани дека во подрачјето на Момин поток и Визбегово се шири непријатна миризба, инспекторите за животна средина излегле на терен. Формирани се 2 групи инспектори кои се на терен и вршат засилени контроли во правните субјекти кои поседуваат интегрирани еколошки дозволи. Во однос на казни, Државниот инспекторат изминативе 2 дена нема напишана казна. Градските инспектори биле попустливи. Според последниот извештај, нема казнети, бидејќи како што велат, биле исполнети законски пропишаните услови за работа со интегрирани дозволи. Инспекторите за животна средина на град Скопје се веќе на терен и според нивниот последен извештај нема казнети, затоа што сите ги исполнуваат законските пропишани услови за работа. Градските власти повторно го воведоа бесплатниот градски превоз. Апелираат граѓаните, доколку забележат палење на огнови, да пријават на бесплатната телефонска линија 193. Според синоптичарите, од четврток се најавуваат врнежи од дожд и снег, кои се очекува да го намалат загадувањето на воздухот. Тоа беше прилогот на колегата Сунај Сабриовски токму за загадувањето. А како што реков, темите на кои што денеска можете да зборувате, денес загадувањето е намалено по големите реакции на луѓето. И втората тема, токсична печка ги труе граѓаните во Македонија. Кој е вашето мислење токму на оваа тема? Дали сметате дека треба да се превземат порадикални мерки? Имавме можно да слушнеме од граѓаните дека сметаат дека и возилата се оние кои што допринесуваат за енормното загадување, меѓутоа изминатиот викенд навистина беше намалена фреквенцијата на возила, а сепак загадување имавме конкретно во главниот град. Се спомнуваат и непланираното градење во Скопје, кое што го задржува природниот проток на воздухот и секако нема начин како да се проветре овој град. Што се однесува до печката за горење на медицински отпад, ваквата печка ги труе граѓаните на Македонија повеќе од 16 години.
И истата се користи во депонијата Дрисла. По енормното загадување, деновиве македонците повторно се потсетија на неисправноста и небезбедноста на хуманитарната помош, која е донација од Велика Британија. Откако на социјалните мрежи почна да се споделува текстот на британскиот весник Guardian од 2001 година. Ваквата печка ги прекршува стандардите на Европската Унија и не смела да се користи во Велика Британија. Според пишувањето на Guardian, уште неколку печки од овој тип биле донирани во уште неколку земји на Балканот, а истите биле обезбедени од Светската здравствена организација. Според Адам Островски, експерт за менаџирање на токсичен отпад, уште во 2001 година за Guardian дал изјава, велејќи дека оваа печка представува опасност за локалното население, бидејќи покрај функционалната основна опрема и не достигаат важни додатоци неопходни за одржување иста температура. Печката немала делови за чистење отпадни гасови за отстранување токсини кои кај локалното население може да предизвика рак или други оштетување на плодот кај бремените жени. Уште во 2011 година Guardian објавил дека македонските власти знаеле дека на печката и не достигаат делови, но како што тврделе тогаш од Дрисла, Светската здравствена организација не им кажала дека издувните гасови од печката ќе бидат токсични. Од Министерството за животна средина потврдија дека овој инсинератор или печка за горење на медицински отпад е донација од Британија и дека е планирано да се постави нов, но засега не се знае кога тоа ќе се случи. Голем дел од граѓаните реагира дека 16 години ниту една власт не превзела мерки со цел да ги заштити луѓето од Скопје од штетноста и токсичноста на печката која се уште се користи во Дрисла. Дали имаме гледач на линија? Како што реков, да не загадувањето намалено по големите реакции на луѓето. И втората тема, токсична печка, ги труе граѓаните во Македонија. Кое е вашето мислење по однос на овие две теми? Како и да е темата воопшто е за загадувањето и за сето она што се случува во Македонија, колку всушност треба да прифаќаме донации од овој тип и зошто досега никој буквално не известил дека постои ваква печка во Македонија која што и како влијае врз штетноста на, односно влијае штетно врз здравјето на граѓаните. Во секој случај и од градот Скопје велат дека инсинераторот што е во функција на депонијата е донација од Велика Британија и дека тој е се уште во употреба. Секако се очекува по одлуката на управниот суд да се затворат прашања за понатамошно стопанисување со депонијата, па потоа да се реши прашањето за набавка на нов инсинератор кој би ги задоволил и еколошките стандарди и би остварувал и други бенефити за здравјето и благосостојбата на граѓаните. Што се однесува до печката која што е донација од Велика Британија, а која што се користи за горење на медицински отпад, како што реков, темите на кои што можете да зборувате се до кај 14 часот, дене загадувањето намалено по големите реакции на граѓаните и токсична печка ги труе граѓаните во Македонија. Дали имаме гледач на линија? Да, како што реков, можете да зборувате на оваа тема се до кај 14 часот, кога всушност и трае денешното издание на емисијата во тек, да го слушнеме и вашето мислење, дали треба да се врши поголем инспекцијски надзор врз сите оние институции кои што индустријски институции кои што се смета дека прават, односно дека се гори некаков вид на отпад, дали воопшто треба да се зголеми инспекцијскиот надзор и кај домаќинствата, затоа што често пати слушавме дека и токму и палењето и греењето по домовите е виновно за загадувањето во град Скопје. Секако продолжение би сакале да го слушнеме и вашето мислење и дали воопшто треба да прифаќаме донации од овој тип во Македонија или пак треба пред време и претходно да ги проверуваме сите оние донации кои што ни пристигаат. Меѓутоа исто така има и
секако една забелешка која што се однесува до Велика Британија со цел во 2001 година ги донираат ваквите печки затоа што не се според стандардите на Европската унија и со влагањето во иднина се надеваме на Македонија во Европска унија би требало да се ослободиме од ваквите печки. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, во програма сте, повелете. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Да, стварно темата е од загрижувачки карактер, повеќе би рекла и катастрофа. Добро. Намалете го, господјо, само тонот на вашиот телевизор. Од населбата Лисиче се јавувам, каде што проблемот е најголем по сите показатели што се гледат последниве 2 месеци. Дали не треба компетентните да тргнат отпука? Зошто токму Лисиче е најзагрозениот предел, реон на Скопје и подлежен на оваа ситуација кога не може, верувајте, да се диши. Печат отпите, грлото пече, носот гори и мислам дека ќе не изгора. Знаете што? Повеќе од сигурно е дека ние воздушно со Дризла зборувам, пазете, не станува збор за Ново Лисиче. Мерната станица е во населбата Лисиче, старата населба Лисиче. Затоа што гледам дека Ново Лисиче, аеродром и така натака. Не, населбата Лисиче е мерната станица за овие ПМ тестички. И се пазите. Ние сме од Дризла оддалечени, да речеме, околу 5 до 6 километри воздушна линија. Добро. Неспорно е ова дека е точно дека Дризла е еден од главните емитатори на ПМ честички. Меѓутоа, во јавноста се тајат работите. Зашто? Затоа што концесија е дадена на италијански концесионер во вредност до 80% од капиталот, али 20% го има владата држава Република Македонија. Нека бидат честни и искрени, нека отворено кажат дека станува збор за други сметки и други етапи. Значи, човечкиот живот не вреди 5 пари. Така. Сега идам и понатака. Линијата следи. Што се случува со линданот во Ошиц? Добро. Тоа е отровен материјал кој што седи на куп и подложен во базени, отворени на секакви влијанија, ветар, дожд, снег, топло, лошо време и секако. Идеме понатака. Стакларница. Стакларница е преполна со работилници и тоа еден дел голем од хемиска природа. Добро. Идеме уште понатака цементара. Слушайте, треба отворено да се каже. Кога цементара последен пат ги има сменето филтрите? А собственост е на Грк. Јасно. Ке ве молам, ние во дворовите полно пати сретнуваме изгорени честички од гума. И си го поставуваме прашањето како лисичани,
Добро. Од кога не е променет филтерот на цементара? Тој не може да биде вечен ако пред 10 години се постави. Така. Веројатно има време на амортизација. И нека се то кога е последен пат инспекцијата на провери кога е променет филтерот. Така да, ако ја земиме овој потек, ова линија е многу проблематична и не ништо чудно што Лисиче е енормно загадено. Верувајте, ние се струјеме, ние сме острујени луѓе. Да. Значи станува збор за населбата Лисиче и од тука треба да се почне. Добро, господјо, приметувате дека навечер се... Ако треба да му се помогне на Скопје, треба да му се помогне прво на Лисиче. После по широката околина. Сега има прилика да одам во Ѓорче Петров. Ѓорче Петров е друг свет. Да. Така. Демолам да ја сватат надлежните многу сериозно оваа работа. Не станува збор ни за саобраќајот, ни за дрвата што се горат, него многу покомплексен е проблемот и поскап. Да. Интервенциите што треба да се правиат се капитални инвестиции. Да. Кажете ми, господјо, имате ли забележано? Дали имате забележано навечер да се зголемува маглата, загадувањето? Апсолутно. Апсолутно навечер сношти беше помалку, меѓутоа некли вечер, кога беа над 600 тамо како се вика, милиграми на кубен метар. Верувајте, не се викаше, не смееме ништо, братичка, вака да отвориме заради тоа што јас лично осеќав во грлото печење, во носот печење, во страшно нешто, не се збори. Ви благодарам што ме сослушавте. Ви благодарам и вам. Тие што треба да слушнат и што треба капитал да вложат. Така. А не да не лагат со саобраќајот и со не знам што. Да. Ви благодарам на времето што ми го посветите и ви посакувам се најубаво. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Денес загадувањето е намалено по големите реакции на луѓето и втората тема токсична печка ги труе граѓаните во Македонија. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Па, да ви кажам, право мене ми е драго што ја начав темата со тој медицински отпад и со прашалникот, дали Македонија и Скопје се толку способни да прават медицински отпад за да може Звизла да работи 24/7. Од тие причини мислам дека крајно време е, ако некој сгрешил, тама официјално се гледа дека вчера имаше надписи на социјалните мрежи дека дебело е сгрешено затоа што се работи за 200.000 фунти кој кога е земена печката, значи не е проблем што е дадена, што е поклонета. Проблем е што не се доземени додатните делови за таа печка да функционира нормално. И од тие причини мислам тоа е една работа, втора работа, новиот јавен обвинител мислам дека сериозно треба да се прати тим и во Царина, и во Дризла и да се отворат книгите да се види што е таму согорувано. Значи има матни работи. По ова што го гледаме реакциите дека вчера се намалува загадувањето, а воздухот е, пазете, густината, маглата е иста, значи нешто се случува. Полека го лоциравме од каде доаѓа. Сега зошто многу го сеќаме во Скопје влезот? Мислам дека е ради таа ружа на ветрови што е сменета. Сега ја полно пати ја начинам темата. Дали со тоа што се извади Козјак и Света Петка, па струјањето на воздухот што влегуваше од север, од кај Ѓорче Петров, се намали, али затоа па се зголеми до од кај Варварот, кај Марко Манастир, од таа страна, од таа насока, па затоа и толку ја осеќаме Дризла, затоа што кружно врти. Видите, јас живеам во Радишин и летно време кога почуваат дождовите, сезоната на дождови, убаво се гледа како дождот доаѓа од позади водно. Значи од позади водно. Понапред доаѓаш од кај Матка. Сега Скопје претежно го плават дождови што доаѓаат од позади водно, па влегуваат во котлината.
И би требало научната стручната фела, мислам од хидрометеоролошки и стручњаците што досега тврдева дека од возилата и онаквото, да ја испитаат таа работа. Дали да го испитаат протокот на свеж воздух што доаѓа од кај Марко Манастир и протокот на промем што доаѓа од кај Ѓорче Петров од кај Матка. Мислам дека тука лежи зајакот. И оно што го реков вчера, ще пак да не се повторувам, треба да се дислоцираат мерните станици, бидејќи моментално, по мене, премногу се блиску до раскрсниците каде што има задржување на сообраќај и работа на мотори во место. Бидејќи режимот на работа на семафорите е таков да се пушта правец по правец и подолго се задржуваат возилата на раскрсниците. И нормална работа дека при тоа испарување ќе има зголемена концентрација на честички, затоа што самите мерни станици се до самите раскрсници. Да. Би требало по мене да се проба да се дислоцираат дали на повисоко, дали на пониско, но подалеку од раскрсниците, за да видиме реалната слика како се движи тоа загадување. Или некоја подвижна мерна станица нека има, за да се испита. Мислам дека некои работи стварно се надувани со овие PM10. Али добро е што се отвори темата за Дризла. Да, добро. Треба да се рачисти со таа депонија, пошто гледаме дека сега стварно почнаа да исклучуваат материјали, дека нешто се знаело дека таму и да се види тој италијански инвеститор или како го викаме фамозен, многу добронамерен, колку донел, дали увезал уопште отпад во Скопје, во Македонија, тоа треба да го каже Царинската управа. Дали му е дозволено него да увезува? Што му е дозволено на него? Ја не верувам, ќе ви кажам, јас сум чисто скептик дека Македонија може да произведе толку медицински отпад да Дризла 24/7 мора да го гори. Да. Не верувам, јас сум цврсто убеден. Значи нешто сепак доаѓа од страна. И од каде од страна, тоа треба да го кажат надлежните. Да. Толку пријатно. Добро. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, господјо. Со големо внимание го слушав господинот, кој што многу убаво кажа, и едно е забележително од него, што тие мерни станици треба да се тргнат од раскрсниците. Јас не живеам во Скопје, сум од натрешноста и дишам чист воздух. Јас ги жалам Скопјани во овие последни години, а сега многу се врева во овие последни месеци дека е Скопје загаден. Сум живеела во 83-тите години во Скопје и тогаш Скопје го јадеа мангли во зимните месеци, али не како сега. Ваздухот што не е чист и не можеш да го дишеш. Тоа е тешко и треба да се превземат посериозни мерки. Скопје веќе стана главен индустријски центар, стана главен центар за сите граѓани од натрешноста, кои што гравитираат кон овој град се со цел за подобар живот, пренатрупан во населеност, пренатрупан во возила, неправилно градење на згради и сечени зеленила. Сите тие причини се што допринесуваат за ова загаденост да е зачестена во главниот град на државата. И затоа апелирам понатака да се превземат мерки од страна на владата. Со овие превентивни мерки јас не верувам нешто да се стори. Јас го жалам и градоначалникот уште едни крила нека стави волшебни, па нека летни во воздухот да го расчистува, да ја расчистува атмосферата. Стварно е тешка состојбата во Скопје. Како ова стана, треба да се барат причините. Многу убаво господинот пред мене дискутираше. Благодарам и се најубаво. Благодарам и вам за вашето јавување и ви имајте пријатен ден. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Ало, добар ден, Христо се роди. Вака, викаме ние се до сабота, значи до поданието на празникот на Христовото рождество. Така е. И се Марта, така беше Марта? Мартина, значи сепак библиско име тоа Господ кој е рекол на Марто, така, на вас ви се обраќам на гледачите, не сме стручњаци, меѓутоа ова што го доживуваме во секојдневнието, значи не значи да сме стручњаци во сите области, по сите теми, меѓутоа кај нас е тоа вистината, стварноста. И сега едно обидување за загадувањето во Скопје, не само Скопје, јас живеам во Кичево, во сите оние градови, моје мислење и моје видување од искуство што имам. Во Кичево е град во котлина, тоа исто така град во котлина. Скопје во котлина, Куманово и така натака. Пред све, значи и понапред не сум живеал стално во Скопје, меѓутоа сепак во Скопје
кога ќе влезеше Ѓорче Петров до кисела вода, имало преглед на улицата, имало некоја промаја, проветрување, било каков воздух да е. Магли имало, меѓутоа вакви отровни честици во воздухот немало. Пред све дека мислам, овие отровни честици што се во воздухот, во Скопје, во котлината, доаѓаат од северната страна. Сето тоа е причина бомбардирањето на НАТО, касетните бомби што ги пушта во Косово, по Шар планина, во Бистра планина. За жалост, јас како планинар тогаш одевме со еден пријател и брат во Бистра, само стотици метри од нас, еден авион, бевме навикнати од тие авиони брчење по небото македонско, испуштање разни гасови, дозволивме да преку нашето небо, најчисто, најбистро, најсветло, и духовно и физички да биде загадуваме. Ние не се навикнавме, меѓутоа се навикнавме и од тие потреси, од бомбардирањата. Во еден миг, само 200-300 метри од нас, кога излегнавме на врвот на Бистра планина, слушнавме една голема експлозива и кога се разнеше еден облак, кога мана тоа се направи како на тумскана бомба во Кина. Сето тоа се рашили, тоа беше страхови. Во таа близина, на тоа место, сега што ќе да појдете сега, еве стручњаци, од шумските, од симоџалските струки кои се, нека повелат, нека дојдат, ако сакат бројачи гости, остана лице место. Само 200-300 метра, од кај што се неколку метри, од кај што падна бомбата, шумата, кај што се млади дрвчина. Сета тоа, откорен шумата, паѓа млади дрва, ако понапред, по горите, кога ќе влезиш по шумите, планината од дрва, ќе видиш паднати од старосни дрва, дебели и така натака. Сега, нажалост, во една шума, во една гора, во близината, кај што беа дабови дрва и букови дрва, од корен паѓаат све до од корен, значи се свртува. Тоа е значи болест, тоа е моје мисли дека тоа причина тие частички. Вие сметате дека уште затоа што бомбардирањето беше 99-та година, дека ова е последица на сето тоа? Токму тоа и дека кога ќе дуне ветар, северниот ветар, и носи частичките во западниот дел, затоа и битва, затоа претежно западниве градови се загадени, и не е тоа од возилата, не е тоа од луѓе што горат дрва. Понапред старите се горели на свет, огниште имало во куњата, пален огон и чад, никој не се затрувал и се чаднело се, меѓутоа тоа не е, дури дрвото е природно, тоа е чадно што ги се спуштат и дури здраво е, прочистување носите кои ќе заслозеа, барем така старите вика и мислам дека е тоа, кога ќе дуне ветер до северна страна, например, од Косово навака, и кога тие частички тоа кои застанат во котините, кај што нема проветрување, и кога ќе дојде затоа, ако ќе викате во Скопје, викаме сегде, да дојде ветер да заврне дожд да се проветре. Вистина, ветер ќе го проветре, ќе дуне, меѓутоа поново частички тие се бират во котлините, значи, и затоа што и пред све што го нема тоа преветрување со изградените големи солитери згради во Скопје, и тие частички ќе влијаат заедно, не со стручен, меѓутоа со доаѓањето со облаците, одгора со тежината во водената атмосфера, во воздухот, остануваат во градот, во градиштето, во котлините и во Скопје, и Кичево, и Тетово, и Кубаново, и Битола, значи, она кај што се повеќе, поблиску, кај што бија фрлени касетните бомби, и понатака може да се шират али постепено. Значи, тоа е сета причина, а причина е тоа што во Дриза се направила таква некоја хемикалиска обработка на медицински работи, тоа е, значи, све е тоа створено, но направено не мислејќи за народот, не мислејќи за државата, не мислејќи за овие последици, не само, како што рекол, не луѓето затроване, него затроване и природата, пред све дрвата, билките, да не зборуваме. Ете, ова е еден очигледен и пример. А што сметате за печката за Дрисла? За печката која што е донацијата? И тоа загадување, тие се, тука се хемикали и пластики, и тоа допринесуваат, затоа што нема проветрување, значи. Можда да има проветрување, се заминат од Скопје, ќе дуне ветер, промаја, самите улици пред промаја, ние чекаме, значи, во Скопје да дуне ветер, да замине, меѓутоа, поново се чави, колку да заминат тие частички отровни гасови, поново, значи, ако испуштат таа
печка отровни гасови, значи тоа е сепак некои отровни гасови испуштат и не знам и од кои материјални причини некој ја поставил таа печка во Дризла, нека надлежните презема мерки баре од таа печка да не се загадуваат, иначе од ова спас немаме од касетните бомби и понатака се прави не само растенијата и луѓето, затоа се јавија многу карциноми, луѓе од карциноми од разни болести, значи причината е од највише од бомбардирањето на Косово со касетните бомби и бомбите кои ги испушта безпотребно нашата земја, нашите планини, нарочито во конкретно западна Македонија и уништија природата. Значи не само човечанството да се уништува, не се уништува и природата и дрвјата и тревата и растенијата и немаме више ни такви плодови, ни такви благодати, ни такви вкусни овошје или зеленчуци во земјата, конкретно во западна Македонија. Добро. Моја е тоа, толку ви благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување и за вашето објаснување. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Ало? Добар ден, повелете во програма сте. Така, за загадувањето. Ајде. За загадувањето во Бунарџик направива економски зони, никој не поведе ред од тие фабрики како не пуштат у 12 сат ноќе и испрлат гасови. Точно се осеќа човек кој ќе искочи на тераса дека смрдеа има. Нашата општина е опоменета, не презимаат мерки. Добро. Никој тоа не дошол, баравме да доја телевизија не ни дозволива, поради после 11 по 12 испуштат. Зашто тоа да бидат од што загадување таков црн дим искача, разни димови? Јасно. Загадувањето иде, најчисти села бевне, најзагадени сме сега. Така. Да. Добро. Затоа ми беше и не презима општината никаква мерка дека е загадено. Вие неколку пати до сега имате апелирано до општината, си имате обратено таму? Да. Што ви велат од таму? Градоначалникот вика, мене не ми е работно, после 12 сат да искачам на терен. После полнок, 0-0 ноќта. Така, да, јасно. Не му било него работно време тогаш. Јасно. Да. Добро. А како да преземеме мерки со тоа? Со протести. Со протести, а? Благодарам, тоа ми се крајно тоа ќе биде. Па крајно тоа ќе биде, нема што друго да се преземе. Значи Тетово, Гости, Врнот, секаде се примени тука, за да не гледат нашите граѓани што искача дим. Че наши граѓани нема запослен заради тоа. Така, да. Да. Јасно. Добро, господја, ви благодарам. Чисто за ова да видиме што како. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Јас навистина, долго време зборуваме и токму за загадувањето и секоја година збориме за загадувањето, затоа што ова не е прв пат, не е оваа година прв пат да се случи загадувањето и изминатите години, јас дури се сеќавам Милани, не се гледало буквално ништо од толку енормно загадување во градот Скопје. Конкретно ќе зборувам, верувам дека и во останатите градови кои што се загадени е слична ситуација, така што се повикува и граѓани на протести преку социјалните мрежи, меѓутоа, на жалост, граѓаните излегуваат во многу мал број. Кога станува збор, бидејќи во секој случај сите не засега, секој граѓанин буквално го засега ваквата ситуација. Никој не е поштеден од загадувањето, сите го дишеме истиот воздух. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се поздравувам. Се сеќавате ли вие за фамилијата Сопранови? Добро, да. Кои исто така се збогатувава и беа многу ситуирани и големи мафијаши со работа со отпад. Па да се пробери некоја Сопранови фамилија, дали постои во нашата Дрисла, не сакам час и чест, меѓутоа италијаните си се познати по таа мафијашка работа. Не сме далеко и ние веќе од нив, меѓутоа би требало нашата шарена револуција не само политички да се организира, да се поидеме директно на Дрисла ако треба. Директно на Дрисла, не само Дрисла. Државата е собственик на 15 или 20% или половина на Охис. Нека помисли, доста веќе беше градење
глупости дозволувавме да се градат споменици, а Охрис, јаловиштето во Охрис зрачи. Огромно јаловиште. Да не зборуваме понатаму, јас сум стара Скопјанка, секогаш имало магли. Али маглата е влага. Маглата, јас сум била живеела во магли, маглата е влага, не можело да се диши, сме пегале, меѓутоа не било и смог. Да, многу е поразлично. Јас се сеќавам токму на тие магли кога ги имаше во Скопје. Многу поразлично од сегашната. Да. Бела е. Случни болесници не може да се диши, факт е, тоа е голема влага, тоа е оборина, што викаат магла и испарување на влагата, меѓутоа не е и смог, црнила. Ја живее во центар, тераса не може да се измие, порано се переа улиците. Тоа е црнила, да не зборуваме веќе да се пружат алишта по балконите, сега живеам у Козле. Сега уште една ситуација. Живеам у Козле. Мислејќи до лани, преклани, беше многу. Се појавуваат луѓе што стварно ложат во големи згради, тамо негдека на предпоследна автобуска на 57. Добро. Луѓе, тоа не е магла, некој димиште, браун боја. Ја не знам што мислат тие комши, што не го пријавуваат тоа. Тоа се движи накај нас, јас сум по-на центарно. Добро. А меѓутоа е веќе се и Козле и пола водно е загадено. Да. Сега се гледа, не, од време на време само крстот се гледа, не друго. Значи, Скопје е веќе алармантно може да биде болен народот. Да. А 50% велиме народот македонски е во Скопје. Што правиме понатака? Ве поздравувам се најубаво. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Имајте пријатен ден. Денес загадувањето е намалено по големите реакции на луѓето, барем тоа го покажуваат параметрите и оние апликации кои што ги имаме на нашите мобилни телефони. Дали по реакциите се случува нешто во позадина од толкавата реакција на луѓето по социјалните мрежи, затоа што деновиве навистина имавме енормно загадување конкретно во Скопје, па и во останатите градови во Македонија кои што го имаат токму овој проблем, а пак од друга страна беа намалена фреквенцијата на возила. Затоа го поставивме на тој начин всушност прашањето и втората тема токсична печка ги труе граѓаните во Македонија. Токсична печка која што се употребува во Дрисла за палење на медицински отпад. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Јас сум стара Скопјанка. Имам 69-70 години. Добро. И сега, вие што речете колегата, се слагам со него, јас сум хемичарка. Добро. Сакам да кажам дека кога порано во Скопје било загадувањето кој што рече мислам соговорничката, дека било имало магла, ама немало таков оштар мирис и такви оштри лютост некако на хемикалија. Разбирате на тоа? Значи јас сумњам дека тоа не само што е Дризла, него, ајде греф на душата да не ставам, може нашите, сум читала по писанија, по тоа вика во другите држави, дека радиоактивни отпадни материи или хемиски отпадни материи се внесуваат, се даваат, вика, на државите, сиромашните држави, што немаат пари, вика, за согорување, за согорување и за сметка на тоа им даваат пари. Да. Ја мислам дека тоа е точно е дека имаме радиоактивен отпад и медицински отпад. Па не може што вика колегата толку да имаме ние македонски отпад да гори во Дризла и да биде тоа. И се осеќа навечер. Еве да ме јас седам дома, не излегам, не можам да удам, и маш ми само што ќе го живееме во кисела вода и само ќе рампа и само што ќе отвори вратата, се осеќа без смрди, не смрди, ма какви гуми, какви дрва, какви згради на тоа. Па не може толку да се загади мириша на хемикалија. Да, чуден мирис. И пече мирисот. Па да, па не може, како сега, што јас сумњам дека државата си зима провизија од италијанците, тие што се мафијашите на тоа, си горат, еве циментара, што викаш, циментара, Охис, но се зборува во Охис дека имало некој отпаден материјал што не се фрлал, дали се согорува, како се согорува, и да не го занесуваат народот дека ете од зградите, ете од тоа, ете од паркетите, од даските на тоа, хемиски отпад, медицински и радиоактивен отпад, што на државата дава пари за Господја, рековте дека сте хемичар по професија.
Која состојка најмногу загадува? Лјути, цијаниди. Цијаниди. Да, лјутат на очите. Да. Буквално кој што го има тој мирис. Јас сум работела со цијаниди. Не можеш, ти лјути на очите, ти лјути. Не можеш да дишеш, не можеш да дишеш, него ја дека сум осетлива на носот од хемикалите, ја одма го осеќам тој смрад, не смрад како смрад, не од распад на нешто, него на радиоактивно и на хемиски отпад. Некои субстанции таму што се согорат, тие се увезуваат од други држави, овие богатите, Велика Британија, Италија, тие мафијашите, италијаните, и ајде сега, еве ви пари на владата, а владата може крие. Не така случајно, сега кога слушнам Сабале ме асоцира, тоа ја слушам вашата емисија, дека премиерот отишол во Италија на одмор. Нека испита, нека провери од кога е тоа и како е тоа и кои отпади се носат или на царина, што вика колегата, да се види со овие со цистерни. Едно време знам, се сеќам нешто, вика нешто сумјиво, вика се носи, вика на Табановце нешто како радиоактивен материјал или нешто и се согорува. Ја така мислам на тоа. Нема за фраканци, ова, она. А види, да ви кажам за зградите, што викате вие дека овие се жалат, нели, дека градат на 4 спрата. Ке нас пред тоа, значи во таа старата влада, беше законот исклучиво и таа мојата сваќа кажуваше дека на нашов крај тука, дека многу набиено приватни куќи и дека треба да биде 3+1. За каде ми зборувате сега конкретно? За рампа. За рампа. Ке таа што е зградата што е рушената на Фикум, ете тука, баш во таа каршина и да сме, живееме и некако се држа строго, владата се држеше строго, никако да не се гради да речеме 4+1, не дава. И мојата сваќа така викаше. И одена, замислите, на улица Виктор Иго, кај каже, еве сега гледам, на 2-3 метра на тоа се гради зграда, им даде владата, да речеме не 3+1, него 4+1, 5, значи тоа високи згради, а улицето е малецко и влезо, замислите, на зградата е тука на самата улица да може дете да излезе од тоа, нема ни двор, нема ништо, ги продават тие паркиралиштата, ги да речеме како да речеме има да речеме простор. И сега наместо да биде тоа дворче за играње на децата, тие инвеститорите ги продаваат на првите спратови доле, им прават како паркинг за коли и фактички нема децата ни да играат. Да, јасно. Тој дел е веќе таму на вистина хаотичен. Така. Јас сум против, да речем, ајде, овие се приватни куќи, се рушат, со бубашваби на тоа, плано нека направа зграда и нешто, ама сум строго за зеленилата, што да речеме, ние имавме горе имавме едно парче, тука ни беше каши мојата зграда горе преку како се ката улицата, главната улица што оди према тоа, Кисла вода. 11 октомври, стара 11 октомври улица. За таа мислите? Сега не знам поново како е. Не, ова напред од рампата од Груевски, таа улицата што е од подвожњакот. Како вика таа улица, не знам што сум возбудена да кажеме тоа. И тука беше општината, имаше тука центар за странски јазици, имаше едно мало просторче за, да речеме, децата да играат кошарка. И замислите, тука се направи таа зграда. Се направи огромна зграда, се затворија сите тука околу куќички, тоа е страшно, нешто голема зграда и ние сега немаме, еве да има мало детенце, да има внуче, и ние немаме кај да ги носиме децата да ти играат. Вие не знаете како е. Нема каде ни да се прошета таму, да се излезе, да. На тај Лова Рибар да видите колку згради ненормално направија само за да добијат овие инвеститорите, значи треба тие да се стегнат. Не да заработуваат од 4+1, 5 или 6, да не им се даде. Оти законот стоеше, кипе, одеднаш пред промена на владата, одма дадоа, кој се зима пари, кој се зима спратови, кој се зима на тоа, приватњаците... Значи тоа е сега направено брзо со новата влада, откако дојде новиот градоначалник или? Не, пред тоа им предходно им пуштија така дозвола, оти чека 7-8 години чека. Луѓето од тие стари едни куќи, од стари зградички не им дава, ги условуваат, дај ми стан, дај ми тоа, и сега пуштија и сега да видите што е овдека на улицава. Значи не може да се помени. И се осеќа тоа димот, еве ние да речеме, јас гледам према крсот на тоа, ама кој ќе удри, кој ќе отвори машми вратата, вие не знаете, ми удира на химикалија, дишам химикалија, љути.
Лути цианиди, хлорови, хлор, цианид, нешто на тоа, и да се провери на царина тие сумљиви цистерни што доаѓа едни како, не знам што беа тие, кај завршија тие цистерни? Од царина горе. Мора да се дознае, мора да се казна тие. Така е, да. Без разлика дали старата влада, новата влада, кои биле на царина, како биле на царина, да се види, ова е страшно нешто зад малите деца. Така е. И благодарам, господјо, за вашето јавување. Да, ова е навистина загрижувачка ситуација за сите. Воопшто што се однесува до градењето во Скопје, особено тој дел во Кисела вода, навистина е хаотичен, не може ни да се помине, затоа што нема каде луѓето да си ги паркираат своите возила, па не може ни по тротарите да се помине, не па да помине некој велосипед. Или пак мајка со количка. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Без Зохтин, но сум стар скопјанец, ќе речам, бидејќи живее повеќе од 50 години во Скопје, така да имам право, пошто имам и стан и таму. Јас ќе кажам вака сега. Ова не е резултат на што луѓето се бунат, приговараат и така натака. Меѓутоа, јас сум еден од тие што се исели во Скопје и поред тоа што имам и таму стан, се исели по здравствени причини. Имам 2 операции и други болести, така да не се диши, не се живее, и да се нема услови за нормален живот, посебно за возрастните и за децата. Помладите на некој начин средна генерација и така се борат, се трудат, некој заради работата, некој заради нешто друго, значи мора да остана таму и да го трпат онај терор на загаден воздух. Меѓутоа овде кај јас ќе го побарам виновникот во плановите, значи дуповите што се уназад што се правени, затоа што дуп се прави еднаш на 10, 15, може и 20 години, со што се поставува конструкцијата на еден град. Каде ќе има зграда, која висина ќе биде, која позиција ќе има северна, јужна, западна и така натака, со тоа што се води сметка да има провер, ружата на ветрови да може да се движи. Ние во Скопје имаме све, но немаме вистински урбанистички план донесено уназад, барем ако не појде барем 20 на години. Сите тие планови се носени по желба на некого. Тие планови, значи, да се удоволи на мафијата, ајде грубо е кажано тоа, но вистината е таа. Да се удоволи на некого, да подигне зграда, да земе пари. Ние, место да го Скопје урбанизираме онака како што треба, ние Скопје го силуваме. Значи, во Скопје бараме само каде има празна површина, независно тоа дали ќе му дзиркаме на комшијата од другата страна во спалната или во кујната и така натака. На неколку метра од една од друга згради да се поставени. Ја би член дека за ова, кога би некој посакал да понесе испитување, да се види кој прв појде за Америка, песмата, значи, така и ова треба да појде, кој прв тие планови ги узурпира за доброто на некој си да се обогатува. И ми се чини дека кога би тргнале од тука, ние би имале можност да знаеме, значи, кој е најголемиот виновник што денеска Скопје е трет или прв, некој пат ќе го кажат и прв по загаденост и недека и 13 ќе биде, што е многу. Меѓутоа, нашите татковци сега на градовите, каде што е ова најголема загаденост, тие треба да воспостават контакт со оние градови кои се исто така на наше ниво загадени, но имаат преземено одредени чекори и се го решаваат проблемот. Значи, треба да се праша како они го решаваат тој проблем. Тоа не е тајна, ќе кажат тие зошто. Меѓутоа, претходно треба да се испита кој пиен честички значи, во нашиот град се движат, кои се, и од кој материјали, значи, се проузруковани. Дали од граđевина, дали од издувни гасови, дали од некои други фактори, како што значи, имаме. Значи, тие се два услова, да се знае од што се тие пиен честички настанати и кој условот, значи, тие да ги нема. Да се прашаме во комшиите, во непосредната близина или подалеку во градовите кои што се исто така загадени, но го решаваат на некој начин. Не трајно, но барем го ублажува тоа. Сега да кажам нешто и за Дрисла. Ајде. Дрисла,
кога е програмирана, не е таа програмирана за да согорува радиоактивни или медицински отпад или било како. Тоа е право, значи, после накнадно е тоа одлучено и само се согорува тој материјал. Меѓутоа, ќе се сложам со тоа дека ние на цела територија во Македонија не можеме да створиме толку медицински отпад кој што треба да се работи 24 сата да го согориме. Дури да и од цела територија на Македонија. Овдека нешто мириса дека нешто се носи од надвор или значи нешто не е во ред. Или е капацитетот на тие машини, на печки не одговара, не согоруваат во доволна мера оно што треба да согорат. Затоа што и сепак секоја фабрика има лимит. Може да речеме, ако се работи за согорување, може да согори 50, 100, 1000 килограми, да речеме за 24 сата, а овдека се форсира да согори поиќе, а во тоа форсирање, значи многу од тие согорувања излегуваат, значи тие несакани гасови, не досогорени онака како што треба. Некој треба и тука да понесе одговорност од каде иде тој отпад, во која количина иде отпадот, дали тие печки се способни да го согорат тој материјал, или пак треба да се купи уште една печка и уште една ололку колку што треба, и во тој материјал да не се лаже некој да внесе и радиоактивен материјал, кој што покрај овај медицински да согорува и некој си таков материјал. Ја мислам дека нешто има што значи не е соодветно и затоа имаме вакви проблеми. Јас се извинувам, малце одзедов поќе време. Нема проблем. Благодарам што ме сослушавте. Поздрав до гледачите на 24, да сте ми живи и здрави и да не се разболуваме. Така е, ви благодарам и вам, господине, за вашето јавување. Имајте пријатен ден и така е да сме сите живи и здрави и се надеваме дека ваквото загадување нема штетно да влијае многу по нашето здравје, а тек последиците ми се чини дека ќе ги осеќаме. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Елаборатите што требаше да ги пишува предходниот, нека ги напиши, нека ги дај каши легов. Ние чекаме, јас од Битола чекам 15 минути да дозборва човекот. И сакам да ви кажам дека емисијата имате посветено само на загадувањето на Скопје. Не, воопшто на сите делови, сите градови во Македонија. Јас веќе скоро сад ве гледам, само од Скопје се јавуваат како таму само да е загадено. Јас се јавувам од Битола. Добро. Битола уште пред 5 години реагираше на загадувањето на воздухот во Битола, кога вие во Скопје немавте ни поима што значи загадување, ниту имавте ни мерни станици, а ние и мерна станица се направи во Битола. Па имавме протести. Во Битола имавме протести негде со 2-3 луѓе посетено и кога сите излегуваја со маски, се правеја перформанси на бели дробови, се правеја статистики колку имаме деца заболени, колку имаме возрастни од воздухот и сите тие други. Но тогаш само локално тука се слушаше во Битола, дека Битола од рек се загадува, дека Битола му е тешко, дека на Битола вас ви беше далеку, но да знаете секој пат дека не е само Скопје град загаден, дека ги има и Кавадарци, и Битола, и Тетово. Благодарение на Сдруженијето за нас се работи, за Битола се слушна тек сега и после тоа, ама сите мислеа дека тоа се прави партиски, дека некој е против таа влада порано, дека обеќаваше градоначалникот дека ќе направи парно од рек, па чекавме, па бевме стрпливи битолчани, ама тоа ништо не се виде. И благодарение на ентузијастите на Сдруженијето за нас се работи, се дозна и сега се работи на рек, се работи на ставање на филтер и ние сметаме дека битолчани може ќе дишат по чист воздух. Тоа ќе зависи сигурно и од нас, и така и се вика Сдруженијето за нас се работи за сите граѓани без разлика дали се на една партија или друга,
дали се стари или млади, сите го дишиме истиот воздух. И вие во Скопје, јас ги имам најмили во Скопје, таму ми живеат, и зади сме боли, а и тука во Битола. И ќе ве молам, дајте малце простор на другите градови. Даваме ние простор, господјо, меѓутоа кој како ќе добие, ќе успее да не добие на линија. Инаку зборуваме ние за сите градови кои што се загадени. Освен од Битола никој друг, од друг град не ви се јави. Како од Охрид ни се јавија? Од Свети Николе ни се јавија? Амо Свети Николе, тоа може добро така побегло кажа. А ако имате лаборати да кажат како овој предходниот, нека си ги дадат таму кај градоначалниците, а ние сите сакаме да дишиме воздух чист и во Битола, дај Боже во Скопје уште почист да биде, затоа што таа пола Македонија се наоѓа. И ви благодарам на тоа. Добро. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Јас се надевам дека во брзо време ќе се решат овие проблеми, дека ќе дишиме почист воздух. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав. Благодарам. Вие во Скопје имавте големи пофати во минатото. И се радувавте на тие потфати. Проекти, вакви, онакви. Па ги крстевте со разни имена, 14-та, не знам, 15-та, не знам, 18-та и така натака. Викате тамо дека нема струјини ни Скопје. Па ете бре, луѓе, не одете само на сликајне пред којнот. Ете, вјавнете го којнот и речете го на Марко, кој е тој качениот горе, Александар. Добро. На како бодни којнот тамо го помени по Партизанска горе до крај некаде па надолу, нека се равноска со опашката лево од десно, ќе видите какво струјни на воздухот ќе има. И ќе се прочистите. Скопје ќе се прочисти, што затоа е 14-та изградено таму. Не само за сликајне, што викаше Јадибурек Марко, како сега таму на телевизијата. Колку ми беше хейп, кога ведов моите деца како се сликаат бре којнот. Па ајде којнот го вдете го и размафтајте се лево десно. Кој може со опашката силен, со опашката мамне лево, десно, па и тие лавовите по мостоите ви кога шмркнат, одма по вардар струјни на воздухот. И ето ти пареата, ќе немат. Да ви жив проектот 14-та. Добро. И немојте се да се плачете, ве молам. Ова Битола се плачи во Битола. Нека тркни тамо до Сапари, ќе видиш како струјни на воздухот има там. Благодарам. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Денес загадувањето е намалено по големите реакции на граѓаните и токсична печка ги труе граѓаните во Македонија. Се темите на кои што денеска зборуваме во ова издание на емисијата во ТЕК. Дали имаме друг гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Па, исто мислам дека струењето е најголемиот проблем за Скопје, али еве возам доста низ Македонија и гледам скоро секој град е во невидлив. Добро. Буквално, тоа најверојатно е од загревањето на граѓаните. А исто сакам да кажам ова што цело време за токсична печка што и покажувате прст према Дризла. Јас сум од Рачево и мислам дека толку не осеќам колку што осеќам во град. Добро. И мислам дека можеби не е во ред. Јас сум бил во Дризла таму, тоа е една како парна локомотива, дека од такво нешто што се вика парна локомотива може да биде Скопје загадено. И дека не постојат таму никакви ни печки, за радиоактивни ни постои ни ништо. Може тоа, зашто не се одлучите да отидете и директно од таму да дадете интервју. За да луѓето, како и претходната професорка не кажува за италијанска мафија, за белгиски мафии, да не бидат во заблуда. Добро. Мислам коректно е да отидете пред да покажувате со прст, да отидете од самиот терен, да ги покажете дали постојат
Постојат, господине. Јас лично ја имам видено печката за медицински отпад и верувајте дека тоа е една парна локомотива. Добро, во ред. Ви благодарам за вашето јавување. Значи, потврдено е од Министерството за животна средина дека постои ваква печка. Ние во ниеден случај не покажуваме никого со прст и не потенцираме дека токму оттаму доаѓа загадувањето. Едноставно ги поставуваме овие прашања затоа што на социјалните мрежи навистина имаше голема реакција и се ширеше оној текст од Guardian уште во 2001 година кога всушност е и донирана оваа печка во Дрисла и за која што всушност и уште тогаш се пишувало дека ќе има штетно влијание врз воздухот и врз здравето на луѓето. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас би имала еден предлог во прилог на претходниот гледач околу токсичната печка. Добро. Значи, вашите истражни новинари доволно информации слушнавме и од граѓаните и предпоставките. Добро би било вашите новинари претходно да направат одредени анализи, да соберат информации од одговорните луѓе. Например, во царината има евиденција, електронска евиденција, значи пиле да прелета се евидентира. Што е внесено, кога е внесено, кои датуми, кога тие отпади отишле до местото кај што се согорува, кој отпад кога се согорува, да се спореди тоа со податоците околу загаденоста тие денови. Значи, може многу едноставно, ако се има искрени податоци и намера, меѓутоа сигурно се кучи и Министерство за внатрешни работи. Затоа што ова, верувајте, е многу посериозно од она што ние секој ден само се жалиме, на сите телевизии слушаме како граѓаните се жалат, дечиња мали напунија болницата у Козле, старите луѓе со обична пневмонија ги губиме токму од овој воздух. Несериозно е веќе до волку да се остави. Значи, како постои некоја сомневање или некој ризик, веднаш да се превземи нешто, па еве вашиве и новинарите, и цржите новинари, да не оставаме да дојде до протести. Да се ангажирате и првите одговорни луѓе да си дадат податоци, да се презмат мерки на ниво на систем на цела држава, бидејќи и средната возраст на граѓаните еден ден ќе ги трпи овие последици, ќе имаме болен народ. Да, така е. Ето тоа е. Благодарам за вашето јавување, имајте пријатен ден. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Имате интересна емисија, интересна тема, само што знам што би кажал јас на ова. Ова беше и политички маркетинг на СДС, дека со доаѓање на власт ќе го очистат воздухот, ова е како да е, да рече, компјутери преместиот едно на друго место, ова е нешто, стано збор за поголема работа, за, ја би рекол, природа. Се, значи, цела Македонија дојде во Скопје, се прават згради, секаде кој што како сака прави. Никој не прави елаборат дали таа зграда утре ќе смета. Верувате дека Скопје се гуши од пренатрупаност, нема ветер, нема промаја кај да удри. Јас ви гарантирам дека тие згради кога би ги немало, затоа и тоа е водотекот на Вардар, реката Вардар. Мислам дека и тука ветеат и поред Вардар само се направива огромни згради. Јас живеам во Илине, значи, имаме пред 10 години, може сега превихирам, може и грешам, оне со Окта горе, со фабриката. Што не ти правила луѓето? Еве го сега, не смене ние прозор да отвориме, сега фала Богу, подобро се дише, ама затоа па земјиштето во горните села, Зоран Бојковци, Мелодиновци, тотално е загадена, значи, чим ќе заврне дош водата, зборам, почвата им е мрсна на луѓето, значи, мислам дека ова е поволен. Еве гледам сега градоначалникот и предложи, рекла, дрва нема палење, нема наводно со возила, бесплатен градски превоз. Кој денеска се вози со градски превоз? Сем пензионери и студенти. Со градски превоз, оној што има приватна фирма не може да се вози. Јас тоа го гарантирам, бидејќи он денеска мора со сопствено возило
300 работи да заврши. Со градски превоз не може ни една работа да заврши. Да. Така да во нареден период, мислам, мора да има свеста, било кој на власт да дојде со правење на згради, еве почни во Илинден да се прават згради, така да... Таму се прави цела населба, колку што знам. Велам, во Илинден се прави цела населба плански, као... Па да, сега, јас сум некаде 50 годишен човек и порано имаше магли кога бевме ние деца, не знам како да кажам. Ова нешто почудно е, за разлика... Од претходно, така. Да, од претходно, али ја пак ќе кажам, мислам дека е пренатрупано Скопје. Цела Македонија, секојдневно може би има по 100.000, 200.000 возила што се возат. И повеќе. И повеќе, да. Нека мисла тие што дојдоа сега на власт, што ветува чист воздух, ветува живо за граѓаните, ама по мое мислам дека се уплетка самите во нешто што не смева да се уплеткаат. Са не знам ни они како да излезат од тоа. Јасно, да. Што дадоа ветување на граѓаните, ќе го очистат воздухот. Еве, Бојрум, повелете, очистите го. Имајте убав ден. Благодарам исто и вие. Надеваме дека ќе биде нешто подобро. Се надевам и јас. Ви благодарам за вашето јавување и ви имајте пријатен ден. Да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте? Да, сакам нешто да споделиме со вас. Да се извади една статистика пред 15 години колку возила имало во Македонија, а колку има денеска. Добро. Тука да се види разликата. Така. Тука. Ето. Добро. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Имајте и вие пријатен ден и колку, исто така, ја би рекла и статистика за тоа колку луѓе се вселени во Македонија, колку го смениле своето место на живење. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден и поздрав од мене голем. Јордан Златанов. Повелете, господин Јордан. Имам късмет и секој се испровоцирам, па се јавам, иначе не се јавам. Прво, нема на провокацијата да одговарам, втора ќе ми биде тоа. Добро. Прво, знаеме дека сите, барем ние што сме повозрастните, дека од Сахара сме имале ветришта, па колите не биле сите црвени, нели жолти, златно, не тие работи. Тоа е Божјата работа што викаме ние. Второ, се изненадив гледачот кој што цело време збореше за коњот, кој што доста го почитував, ама сега малку ми го смени мислењето, мисле дека скоро многу близко сме со паметот заедно мислиме. Бидејќи ви кажав, нели, оној предлогот за таа урбаната мафија, кој што го упропастија планот на Кензе Танге и што не дозволија да има, значи, движењето на воздухот на ветриштата низ Скопје. Толку, значи, не за коњот, него да збореше за урбаната мафија, да тие денкистите потекло и да се направи она што реков нови населби и сите постепено следната влада, било која влада и еден проект автоматски да се направи, како се тие згради што се сметат за пробивот, да се изчистат и да ги преселат граѓаните, значи, во соседните населби што ќе бидат направени. Мислите дека тоа е возможно да се направи кај нас? Зашто да не? Мислите дека ќе прифатат граѓаните? Ќе прифатат. Тоа и во интерес на граѓаните, оти секој сака да живее во здрава околина, не сака да живее, како што рекове, нели, на загадено место. Да се гледаме, не само загаденост, него зашто јас да те гледам и ти да ме гледаш како се бањам и кој се бањам. Прво, само зграда до зграда, како да има толку. А прво здравјето е поважно од се. Кога можете неспомвенци, пуштите некој, значи, и од Љубљана, и од нивните населби и градчиња села, ќе видите како се градени сите објекти. Сите се под конец, што е фалам сега Бугарија. Ами од Бургас, од Варна, да тргнеш до Скопје, ќе заспиш на автопатот. Тоа е тако правец, значи, ако немаш друштво, ќе заспиш. И па тука ќе има проверка. Тука ќе има чист. Да, меѓутоа Софија исто така пренатрупан како Скопје. Софија, да. Ама затоа Софија не влегувате за тоа.
надвор од Софија, се е заобиколена Софија, Кјутендил е заобиколен, се е заобиколено. Значи нема влез во центарот. А тука центарот, прво кај нас, толку се натрупат што човек, значи, што викаме ние, нели обично, тие бездомници кои што нема кај да мочат, само ќе врши нужда покрај самите тие кјошиња, врати и згради. Толку од мене. Поздрав, значи, ви благодарам. Не коњот, него урбаната мафија и да се направи нов елаборат и сето тоа постепено, нормално со текот на годините, и со према елаборатот, да се значи, урбанизира. Так, убав ден, поздрав. Ви благодарам, имајте вие убав и пријатен ден. Дали имаме време да пуштиме уште еден гледач? Да, претпоставам дека имаме, добро. Да го слушнеме и последниот гледач за денешното издание. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Да го слушнеме гледачот на другата линија. Добар ден. Повелете, во програма сте. Ало, добар ден. Повелете, во програма сте. Околу воздухот во Скопје, јас би препорачал на скопјани. Во општина Конче има доста празни села, тука има чист воздух. Но која општина, извинете, рековте? Општина Конче. Добро. Има доста празни села, чист воздух, браната Мантово. Прекрасно е. И пријатно, толку. И благодарам и вам за вашето јавување. Да го слушнеме и следниот гледач, имаме уште малку време. Добар ден. Да. Так, стигнавме, како што реков, и до самиот крај на денешното издание на емисијата Во тек. Јас се надевам дека ќе се реши во скоро време проблемот со загадувањето и покрај тоа што делува и на вистина комплексен проблем и сериозен проблем, затоа што сите, како што реков и неколку пати во денешното издание на емисијата, го дишеме буквално истиот воздух и на сите ни делува врз нашето здравје. Ние ќе продолжиме понатаму да правиме теми од овој тип, се со цел да ја подигнеме малку свеста на оние луѓе кои што и оние институции кои што треба да се ангажираат малку поконкретно во односно на прашање. Ви благодарам за вашето внимание. Во 14 часот проследете ги најновите информации од Македонија и од светот, а со мене се гледате повторно утре во истото време од 11 па се до 14 часот. До гледање.